Почитувани, добро вечер. Вечерашен гостин во емисијата Став е председателот на управниот одбор на Меѓународниот Славјански универзитет, господинот Јордан Ѓорчев. Господине Ѓорчев, добро вечер и благодарам што прифативте да гостувате во нашата емисија. Добро вечер и поздрав до гледачите на Телевизија Плюс. Да, господине Ѓорчев, Меѓународниот Славјански универзитет започна со работа од 2004 година. Да. Меѓународниот Славјански универзитет започна во 2004 година официјално со работа, меѓутоа согласно тогашните законски прописи работеше во друга форма и на друг начин. Нормално подоцна со измените, со нормативните измени во Република Македонија што се однесуваат на високото образование и согласно тие законски прописи, Меѓународниот Славјански универзитет ја добиваше постепено формата, она која што има сега и вака како што работи сега, иако нормално ако има дополнителни промени законски, најверојатно ќе се усогласуваме и спрема тие, инаку Меѓународниот Славјански универзитет сега работи како акредитирана високошколска установа во Република Македонија, како македонска, меѓутоа сепак ние сме руски официјален партнерски универзитет и потоа сме можеби единствени не како руски, него како партнерски универзитет кој на студентите кои студираат на неговите програми им овозможува меѓу другото на оние кои сакат и двојни дипломи. Да, се започна со факултетот за економија и организирање на предприемништво. Да, започна како високошколска установа, односно представник на една високошколска установа од градот Москва и тогаш тоа беше популарно, така наречено вонредни дописно студирање, како што реков подоцна дојде до законски промени, ние бевме од 2005 година работевме како високошколска установа која беше како странска високошколска установа, а подоцна се акредитиравме како македонска и сега во рамките на универзитетот работат повеќе единици, односно ние имаме две оделенија, едното е во Свети Никола, едното е во Битола. На двете, да речеме во двата тие кампуса или оделенија има 5 факултети и плюс на територијата на Република Македонија работат два института. Едниот институт е за инженерска економија и институтот за култура, кој иако досега беше релативно малку активен, се надевам дека на крајот од 2016 и особено во 2017 година тој веќе треба да биде пошироко застапен во културниот живот во Република Македонија, односно да има повеќе значајни републички манифестации. Затоа интензивно се подготвуваме и мислам дека навистина ќе направиме добри културни настани. Дали размислувате можеби за ширење уште на оделенијата во други градови или пак отварање на нови факултети? Не, значи за сега нема да има никакво ширење повеќе, значи овна главната зацртана цел е постигната, односно тоа што беше замислено, тоа е веќе остварено и сега работиме малку на зацврстување и подобрување на условите за студентите. Најверојатно следните неколку години ќе се задржиме во оваа форма и во овие градови. Реков, работат два института, тие особено ќе бидат активни во 2017 година. За еден од институтите тој сигурно ќе биде лоциран во градот Велес, односно таму ќе му бидат главните активности. Очекуваме дека согласно можностите, односно идеите на нашиот партнер од Русија, очекуваме дека ќе има некакви промени, меѓутоа нема да бидат во следните 2-3 години сега, мислам набрзо. Да. Веќе споменавте дека вашиот универзитет е корпоративен со оној Тамбов, мислам дека беше градот? Да, градот е Тамбов. Во главно мислам дека веќе во Република Македонија горе-долу јавноста знае за таа активност. Мислам дека ние сме единствен универзитет во Република Македонија кој интензивно ги прави тие размени помеѓу студентите. Најмалку 500 луѓе веќе преку нашиот универзитет
што студенти, што професори, што граѓани имат отидено во Русија, или најмалку 500, ако не и повеќе студенти од Русија имат дојдено во Република Македонија. Мене ме радува една друга работа која се изродува од сите тие активности, кои, например, никој не очекуваше дека ќе се развие така, а тоа е дека приватните контакти на луѓето кои доаѓаат во Република Македонија од Русија и обратно, нашите студенти кои идат таму се развиваат многу поинтензивно на некој начин отколку ние институционално што го правиме тоа. Иако ние, фала Богу, се трудиме да биде тоа интензивно колку може и колку материјалните можности овозможуваат. Меѓутоа, тоа навистина радува, бидејќи многу од нив продолжуваат приватно да се дружат, да контактираат, да се посетуваат и тоа мислам дека исто така многу голема работа која направивме, а да не речем дека веќе и неколку бракови се склучија благодарение на тие контакти, што исто така е навистина интересна работа на која не очекувавме дека ќе биде. Во рамки на универзитетот организирани си студии од вториот циклус, односно специјалистички, а наскоро мислам дека треба да започнат и докторските. Да, ние имаме, значи, сега сакам само малку за гледачите едни дополнителни информации, ако дозволите, а тоа е дека кај нас работат практично 5 факултети. Факултетот за економика и предприемништво, факултетот за психологија, факултетот за информатика, факултетот правниот факултет од минатата година и единствениот во Република Македонија факултетот за безбедност при работа, за кои сме потполно подготвени согласно законските прописи кои ги барат за заштита при работа, односно изискувањето кои ги има законот за заштита при работа, и тој е, како да кажем, единствен факултет акредитиран во Република Македонија. Мислам дека станува се попопуларен и се надевам дека освен популарноста ќе станува и се поквалитетен. Во рамките на тие 5 факултети на некој од нив веќе работи второстепената, односно магистерските студии, значи постдипломските, односно второстепената обука, како што реков. Значи, ако до дипломските постојат на сите овие нормално 5 факултети, на постдипломски постојат, до сега постоја на 2, а од ова есен ќе имаме дополнително на уште 2 факултети. Значи, за сега постдипломски имавме на психологија и економика и сега имаме за безбедност при работа и од есен, како што реков, очекуваме да бидат и за информатика и за право. Значи, практично сите 5 факултети ќе имат постдипломски студии, иако малку доцнеме со некој дел од акредитациите за овие 2 факултети, како што реков. Меѓутоа, тие се веќе готови. Мислам дека заинтересираните студенти ќе може да продолжат некаде до нова година. Мислам дека ќе се заврши таа работа. Како универзитет? Само ако сакате да ова, значи докторски студии кај нас не биле планирани никогаш да бидат организирани, согласно нашата определба дека за докторските студии се бара малце друг пристап. Сепак докторските студии се исклучително научна, да речам, достигнување и бара посебна концентрација на професори, научници за обавување на таква дејност. Ние никогаш не претендиравме кон тоа да организираме докторски студии, иако на некој начин ги исполнувавме условите, меѓутоа не беше смислата тоа да го правиме, бидејќи ние имаме партнерски универзитети, освен овој Тамбовскиот, со кој го имаме исто и од Брен, Гаврил Романович Државин. Исто така имаме и други универзитети партнерски со кои договараме докторски студии, така да за сите заинтересирани студенти, односно докторанти, кои се заинтересирани, особено оние кои магистрирале кај нас, ние им овозможуваме да одат на докторски студии преку нас нормално, по повластени услови. Од тоа условно универзитетот нема материјален интерес, меѓутоа има еден психолошки момент дека им овозможуваме да дојдат до научна титула доктор на науки преку нашите партнерски универзитети, и мислам дека тоа ќе стане тренд во догледно време
практично во целиот оној, како да го наречеме, европски образовен простор, кај што функционираат сите држави кои работат по болонскиот процес, бидејќи смислата на науката и смислата, особено, пак ќе зборам за докторските студии, односно за правењето на докторските дисертации, ќе биде пред се, значи, тие информации да се собират од колку може повеќе страни, истражувања да се прават на колку повеќе можни места и извори, така затоа мислам дека правилен е досега нашиот став дека докторски студии не треба да организираме. Веќе споменавте дека имавте соработка со универзитети во странство, исто така имате соработка и со факултети и институти во државата. Што значи тоа за вас? Па, принцип, сите соработки на некој начин се прават на некаква лична основа, како и сите работи, мора да кажам. Таму кај што ние, како универзитет, имаме лични контакти со раководителите на тие институции, практично, иако тие на некој начин имат различна собственост, дали се државни или приватни, меѓутоа реков дека сите тие соработки се прават сепак, како воопшто и во политиката и во целиот јавен живот, се прават на лични контакти. Така да ние како универзитет навистина имаме истакнати поединци кои направија големи контакти со многу големи универзитети, вклучувајќи ги, например, универзитетот од Оксфорд, од Кембридж, Петербуршкиот универзитет, универзитетот од Варна, за универзитетот Јуридика од Виена, исто така имаме договор за соработка. Значи, сите тие се направени на база на, условно да кажем, на личните контакти, на дел мој, дел на нашите професори, раководители, функционери во рамките на универзитетот, и мислам дека а особено сега, кога ќе почнат поинтензивно да се прават овие спроведувањето, односно остварувањето на програмите од европските проекти за високото образование, како што се Erasmus, Tempus и така натаму, значи мислам дека тоа ќе биде многу добро за нас како универзитет. Меѓутоа, тоа е добро воопшто и за Република Македонија, реално, затоа што сепак, без разлика што сме ние приватна установа во принцип, сепак работиме јавна и општествена дејност која е од интерес за граѓаните во Република Македонија. Ние минатата година имавме првпат конференција, иако тоа не беше наречена конференција, во септември, заедно со Друштвото на филозофија од Скопје и со Македонската академија на науките и уметностите, имавме и крстивме светска филозофска школа и пак ќе кажам, ние немавме претензии да биде конференција, иако она во принцип беше конференција. И тука дојдоа исклучително познати имиња, а беше организирана благодарение на светската величина во филозофијата Стивен Прист. Тој се смета за највлијателен филозоф моментално во светот, беше кај нас во предходно 2-3 месеца. Благодарение на неговото влијание, например, дојдоа истакнати филозофи од Англија, од Оксфорд, дојдоа исто така благодарение на нашите контакти од филозофи од Петербург, потоа дојдоа благодарение на Академијата и на Друштвото на филозофите, исто така други истакнати филозофи од други држави. Направивме една летна школа, рековме филозофски економ, принцип се изроди во многу квалитетна филозофска конференција и резултатите од неа сега ги сумиравме во еден зборник и мислам дека ќе биде навистина квалитетна. Сакам да кажам дека некако се случуваат некои работи без некаква особена темелна подготовка, а сепак може да бидат исклучително значајни, особено, како што реков, таква, например, филозофска конференција во наводници не беше немало или немало одамна, барем на територијата во Република Македонија. Вообичаено во минатото кога ќе се спомнеше високообразовна приватна институција, како да постоја предрасуди и стереотипи?
Надминато ли е тоа сега? Мислам дека не е надминато, а мислам и дека е надминато. Значи зависи тоа кој како гледа на работите. Меѓутоа во принцип, значи ние не сме подготвени психолошки за определени промени во општеството, ја би рекол. Например, каде е таа психолошка бариера или тој психолошки таа психолошка пречка? Например, пак ќе кажам, тоа не е само високото образование. Например, тоа е во се така. Земите го приватното здравство и и државното здравство. Например, земите приватно новинарство, односно приватна ваква куќа, значи новинарска, односно телевизијска или радијска, и земите државна. Значи, ние едноставно секогаш робуваме на предрасуди на тоа кој е носителот на собственоста, а не што произведува, например, соодветната институција, без разлика во која област е. Значи, согласен сум, например, дека може би приватното образование може направило некакви промени. Меѓутоа, дали се позитивни или негативни, тоа е веќе ствар која треба да се анализира многу длабоко. Меѓутоа, треба да се има една работа во предвид која, например, јавноста кога суди, треба да има од друг аспект. Приватното образование опфаќа само 5% од студентите во Република Македонија. Еве, нека се 7 максимално, не верувам нека се и толку. Значи, прашање дали 5 или 7% можат да влијаат на квалитет или на неквалитет. Значи, бројот на студентите е многу занемарлив, односно на дипломираните, кои може за да бидат анализирани. Ако би било тоа 50-50%, тогаш веќе може да збориме за некаква. Меѓутоа, вториот проблем е многу симптоматичен во целата таа анализа, ако се гледа. Колку коштат самата продукција, односно самата обука? Тоа никој не ја направил во Република Македонија. Например, колку како бидејќи образованието нормално како услуга ги кошта, дали се државни, дали се приватни, нема никаква разлика. Проблемот е, вие кога вршите обука, правите една услуга и таа услуга, например, тој примател на услугата ја плаќа. Дали ќе ја плаќа во овој случај, мора да ја плаќа некој, дали ќе ја плаќа државата или ќе ја плаќат самите тие кои сака да ја примат, тоа е веќе друга работа, меѓутоа реално кошта. И се треба да се направи анализа, например, колку кошта во државните, колку кошта кај приватни, кај кои приватни. Подоцна, после зависи и кои приватни, например, или кои државни. Се е тоа ствар која треба да се анализира. По мене, или по моje мислење е дека не треба да се генерализира работа, треба да се гледа индивидуално секој, како и секој суд кога давате за нешто, треба да гледате. Да, тој, тие се тие, тоа, така треба да се гледа. Меѓутоа, ја пак ја кажам, ние на некој начин имаме, сакаме да ги обобштуваме работите, сакаме да се, кога се генерализира, сакаме да донасаме генерални проценки, генерални пресуди и генерални судови. Меѓутоа, пак ќе кажам, ние, еве, например, ако го земеме Славјанскиот универзитет, тој е приватен, не е спорно, меѓутоа, од друга страна, тој е партнер со исклучително квалитетен државен универзитет, руски, кој, поред руските стандарди, исто спаѓа во едно од подобрите регионални универзитети во Русија. Значи, тие исто така влијаат на квалитетот кој ние овде треба да го нудиме на студентите и така натаму. Колку чини партиципацијата кај вас? Кај нас партиципацијата е 1030 евра годишно, зависи од факултет, меѓутоа и на овој безбедноста при работа 1230 евра, и сега тука има разни попусти при плаќањето на целата сума, при учество односно при студирање на двајца од фамилија, од семејство, потесно има плюс некаков попус и така натаму. Че релативно ефтино е во однос на тоа, например, колку коштат некакви курсеви или во зависност од тоа, например, какви други услуги колку коштат, мислам дека релативно ефтино е студирањето и мислам дека сега за сега ќе остане така, како ќе биде во иднина, ќе видиме нормално, согласно другите работи како ќе се одвиваат во Република
често пати го издвојуваат практичниот дел. Ја пак ќе кажам, ја не би ги делал така, се зависи. Значи, вие можете да отидете да бидат луѓето љубезни, практични на државни универзитети. Некој не може да тврди тоа, меѓутоа реално попристапни се, лесно се доаѓа до, како да кажем, до раководните луѓе. Предпоставувам тоа исто така е многу значајно за студентите, бидејќи тие за било кој проблем може директно да се обратат. Ја морам да кажам дека оваа година ние за прв пат воведуваме и веројатно и во Република Македонија една новост, иако тоа не е новост, меѓутоа да речем поинтензивно ќе се работи на тоа е така наречено определување на ментор за секој студент. Значи, за сите запишани 2016-2017 година, при самиот упис ќе ми се определува ментор. Менторот ќе работи максимум со 30 до 50 студенти. Тој е еден вид класен раководител за студентот и студентот секогаш ќе има можност, значи, првостепено да се обрати до менторот за било каков проблем, дали е личен, дали е од областа на образованието, дали е не знам, некаков материјален и така натаму, во можност ако не може да ги плаќа студиите и така натаму. Значи, прв степен ќе му биде да се сретне со менторот, односно, менторот е должен да се грижи за сите студенти, тие кои му се дадени под менторство, да се интересира за нив, да во нормално да се интересира за нормални работи, за нормалниот студентски живот и да го следи студентот. И ако во случај, например, се појават проблеми со негово недоаѓање и со негова неактивност, да се види каде е таа работа. Мислам дека тоа за прв пат ќе пробаме да го заживееме на територија на Република Македонија. Веќе менторите ги подготвуваме кои работи би требало да ги знаат или на кои работи треба да обрнат повеќе внимание и мислам дека тоа ќе даде исто така добри резултати. Предпоставувам дека тоа подоцна можеби ако изроди со добра практика, дека може и други може ќе ги заинтересира такво нешто да прават. Меѓутоа морам да кажам дека ова година навистина ние то нешто слично работевме и до сега, меѓутоа сега сакаме да му дадеме исклучително интензитет на таа работа, бидејќи се гледа дека понекогаш студентите лутаат, немат информации, не знаат кај да се обратат. Вака, мислам дека ќе им овозможиме едно брзо, експресно или како да речем едно вертикално информирање најбрзо можно за секој проблем кој би можел да им излезе од процесот на студирање. Тоа е една, например, работа која претпоставам дека може да биде разлика во однос на другите. Разлика и тоа што многу повеќе освен на теоретскиот дел учењето од скрипти, вашите студенти имаат можности на терен лично да ја увидат работата. Ние имаме подпишано практично со сите големи компании во Република Македонија договори за пракса и обично ги правиме реално или барем тие кои се заинтересирани да ја прават реално праксата, ги правиме да бидат реални. И може некој ќе најде забелешка дека можеби праксата е како да кажам, не соодветна толку многу пракса за еден студент, меѓутоа мислам дека особено оние банкарски, тие финансиски дел, менаџерски дел, мислам дека па сега и правниците практично ние имаме подпишан договор со сите асоциации на правници, односно сите правни служби од значи Сдруженијето на извршители, од Уставниот суд до практично до општинските судови тука кои се во близината на нас, дека нашите студенти може да одат на пракса. Јас самиот сум правник, на пример основното образование мое е право и не тврдам дека тоа било лошо образование, меѓутоа, например, исто сметав дека ние имавме релативно мала пракса во тој систем тогаш и во таквото сваќање на обуката за право. Не тврдам дека не сме биле добро обучени, меѓутоа мислам дека можеби повеќе пракса
Подобро би било, бидејќи навистина некои работи, вие додека ги учите, се можете да научите, меѓутоа дека не ги видите, не можете да предпоставите како тоа реално изгледа во животот. После, пак ќе кажам пример мој бил, ја кога сум дипломирал право, се до стажирањето во суд никогаш не сум имал представа како тоа реално изгледа. Кога ќе почнете да работите таму, веќе почнуваат работи да се движат и да ги препознавате тие работи кои сте ги учени. Затоа мислам дека тоа не треба да биде процес на препознавање, го треба да биде во самото, додека се учи самата материја, може праксата да биде многу по-добра и веројатно луѓето многу по-лесно, односно студентите многу по-лесно ќе ја совладуваат целата работа. Освен од еминентни професори од државата, студентите имаат можност да следат предавања од експерти од странство. Да, ние постојано имаме луѓе кои доаѓаат, ама не се поврзани само со таа работа. Например, минатата година имавме исклучително голема, како да кажам, чест кај нас, тоа беше пропратено медиумски, професорот Милтон Ванврајт од Кембридж исто така предаваше, тој е еден од најпознатите двајца астробиолози во светот. Неговата, значи, Facebook профил или воопшто неговите предавања се исклучително посетени, тој и фала Богу и со него одржуваме уште контакти, тој се уште не се откажуваме од тоа дека ќе правиме заеднички проекти овде. Значи, тоа беше не само за нашите студенти, ние тоа го организиравме како високошколска установа за сите граѓани кои се заинтересирани во Република Македонија. Исто така, пред една година беше истакнат Пол Фишер, советникот на владата на руската влада и на индиската влада, исклучителен голем познат професор, односно експерт за финанси. Се обидуваме да изнајдеме интересни предавачи и како да кажем, америчките универзитети, односно во тој смисол и руските универзитети, да викат постојано познати експерти од светот, по можност и нормално и од околината тука и од подалеку, како би делувале на начинот на размислувањето на студентите, бидејќи моје лично мислење е дека образованието во принцип е повеќе промена на моделот на размислување отколку собирање на факти, учење на факти, бидејќи фактите и онака и овака после известно време се менуваат. Меѓутоа, вие при образованието морате да бидете иницирани за да можете да го промените вашиот светоглед, да можете да бидете со широки сваќања и да имате можности да прифаќате нови знаења. Тоа е основната работа на образованието. И мислам дека инициацијата, кога вие ќе видите еден човек, например, кај нас држеше предавање Андреј Михајлович Куку, директорот на Лукойл. Тоа беше уште пред 3-4 години. Не е важно. Важна е друга работа. Вие во живо гледате човек кој располага со моќ, со влијание, човек кој донесува одлуки и го слушате како она објаснува процесот на одлучување, процесот на менаџирање, процесот на тоа како се води, како се раководи една компанија или барем еден дел од таа компанија која работи во Република Македонија и така натаму. Значи, тоа е многу важна работа што мислам дека универзитетите треба да го прават, за жал. Сепак тоа е поврзано и со некои други материјални можности и така натаму. Можеби не го прават ни сите и тоа па плюс. Што ќе значат новите законски промени во образованието? Па ја не знам, мислам дека постојано нешто се менува со законите за високо образование. Искрено не знам какви законски промени се очекува сега, меѓутоа какви и да се, ние сме спремни да се уклопиме во нив, бидејќи ние материјално и
кадровски сме подготвени да ги следиме сите промени, сметам дека сме еден од универзитетите исклучително во текст со сите настани што се случуваат со високото образование воопшто, не само овде, во сите контакти кои ги имаме со универзитети надвор од Република Македонија, особено овие кои се веќе условно да кажем во Европска унија, вклучувајќи тука и нашите соседи од Бугарија. Значи, ние горе-долу ги следиме сите работи, подготвени сме за се, сметаме дека ќе бидеме исклучително брзо трансформиран во универзитет во сите промени, меѓутоа очекуваме дека и нема да има некакви суштински промени кои ќе дојдат до промена на нашето одбележје како универзитет. Сепак ние рачунаме дека за кратко време веќе ќе имаме интерес од голем број на студенти, затоа што сме ние заеднички бренд Гаврил Романовиќ државен, нас не препознаваат секаде во светот и нашите дипломирани студенти немаат никаков проблем со нострификацијата на дипломите од Норвешка па до Нов Зеланд. Практично нас не интересира нашите студенти кога дипломираат и кога ќе ги нострифицираат дипломите, ги замолуваме да ни праќаат од тие нострификации, просто да ги објавуваме, да бидат луѓето информирани. Не значи тоа дека ние сега мотивираме луѓе да дипломираат кај нас па за да бегаат некаде настрана. Меѓутоа сакам да кажам дека со тие нострификации тие се легитимирани секаде, значи нивното знаење е признато секаде, иако нормално тоа се индивидуално. Обично луѓето прашуваат дали се признати дипломите, а никој не прашува од вие секаде можете да имате дипломирани студенти, меѓутоа на интервјуто не поминуваат сите, тоа па е индивидуален плюс квалитет. Ти можете да имате возачки дозволи секаде. Например, луѓето ќе имаат возачки дома, не се сите исти возачи, без разлика некој што положил со минимални некакви негативни поени, ама сепак излегува полош шофер. Јас сакам една друга работа да кажам сега, користам ова прилика, например, високото образование во принцип има реално секаде во светот дефектности, особено сега, бидејќи ние сме на прак на истекување на една епоха која 5 века постоела ваква каква што е. Меѓутоа сега кога веќе започнува интензивен живот во информатичко општество, кога практично животот е поврзан со информатички апарати практично или во сето тоа кое е као модел на знаење, како модел на учење кој е 5 века или 7 века на назад се модифицирало, мислам дека ќе претрпи огромни измени. Тој првата работа која високото образование има како проблем, вакво како што е сега, не само овде, него и во Америка, и во Русија, и во Британија, бидејќи вие веќе не можете така да го пренесувате знаењето како до сега што се пренесуваше, и тоа се пренесува на сосема друг начин, многу поинтензивно, многу побрзо и многу поскратени модели. Тоа е едната работа. Втората работа е што високото образование исто така, зашто често пати исклучително добри студенти во животот се покажуваат лоши, неуспешни или слабо успешни луѓе. Исто така, например, ние од тие причини којаш не ги доделуваме тие титули најдобар студент или двогенерација или најдобар студент, воопшто затоа што сметаме дека сето оценување во принцип исто така има проблем. Бидејќи вие кога оценувате некој човек, вие го оценувате само она кој е дадено во определена материја и тоа соодветно знаење кое треба, односно, да се репродуцира од таа материја. Меѓутоа, таму, например, вие не можете да процените чувството за ризик кај некој човек каков е. Утре ќе биде предприемач, директор или правник или адвокат. Такво чувство за ризик не можете да процените. Например, не можете да процените дали тој човек може да работи под висок психолошки притисок или не може да работи по тоа. Или, например, не можете да процените чувство на упорност на некој. Значи, сите тие општествени феномени кај еден психолошки профил
односно лични особини кај некој човек, исто така не може да ги процените. Например, не може да процените исто например, чувство на креативност. Не може да ја процените. Ви може да имате 5 информации. Од тие 5 информации може да донесете одлука која ќе значи многу од тие 5 информации, ако може да ја создадете како заклучок или како конклузија. Имаш луѓе кои тоа не може да го направат, што високото образование не може да го процени. Затоа сметаме дека освен законските промени, она ќе мора да се менува и во друг правец, и мислам дека тој правец доправа престои, бидејќи сите тоа го чувствува дека на некој начин може би сега оваа форма на пренесување на знаење малце застарено, успорено и така натаму. Меѓутоа ние од Славијанскиот се трудиме колку можеме во согласно со сите тие сознанија кои ги имаме дека ќе дојде до подобрување на тие наши обуки, ако пак ќе кажам се е тоа еден сериозен општествен процес, од многу работи ќе зависи, не само од нас. Во теки уписот за академската 2016-2017 година, каде може да се обратат студентите, каде може да ги добијат сите потребни информации? Па, уписот е веќе, излезен е конкурсот, уписот е во тек, значи може да се сите информации, потенцијалните, односно идни студенти, може да ги добијат на нашата страница www.slavins.edu.mk или таму ги имат сите информации, контакт телефони, мејлови и така натаму, така да мислам дека сите заинтересирани можат слободно, нормално работно време од 8 до 3 да се обратат и да ги добијат сите информации во врска со уписот, со условите, со начинот на студирање и така натаму. Колку студенти е планирано да се запишат година? Па ние горе-долу секоја година имаме некаде квота околу 450, односно 500 студенти. Секоја година ја исполнуваме таа квота. Оваа година очекуваме дека ќе имаме негде околу 500 студенти, заедно со нормално со оделението во Битола. Ние сме еден универзитет, без разлика на тоа, значи било каде, исти се условите, исти се професорите горе-долу, исти се можностите технички, така да изборот е на студентот каде по-практично и по-добро би му било да студира. Да, се зборува дека важите за еден од подобро уредените универзитети, имате своја библиотека. Да, не е спорно, мислам дека ние сме можеби меѓу подобрите во тој дел, техничките услови се добри, меѓутоа ја пак ќе кажам, сепак еден универзитет повеќе го прават квалитетен кадровската опременост отколку техничката, иако условите навистина се добри. Очекуваме ова година уште повеќе да ги подобриме и дека ќе воведеме и некои други новости. За сега практично се почнати тие подготовки, меѓутоа нешто ќе биде готово до септември, нешто до нова година. Во Битола особено таму исто така ќе има подобрување, така да мислам дека студентите ќе бидат задоволни. Доделивте и стипендии, мислам дека. Да, на секоја година ние доделуваме стипендии, значи они се на сите факултети има 10 стипендии, некаде се во потполност, некаде се делимични, некаде се 1% од школарината, меѓутоа во главно секоја година го правиме тоа и исто така доделуваме стипендии на случаи за кои проценуваме дека оправдано е да се додели таква работа за исклучително талентирани, за луѓе со определена некаква материјална ограниченост и така натаму. Значи тоа е проценка на наставно-научниот совет, односно на ректорската управа да процени дека некој човек може да го ослободи од школарината. Господине Ѓорчев, ви благодарам што бевте наш гост. Задоволството беше наше. Се надевам дека пренесовме некој дел од овие актуелни проблеми кои се случуваат сега во високото образование, односно особено дека успеавме да представиме дел од нашиот универзитет. Благодарам. Благодарам вам. Почитувани, тоа беше се за вечерва. Останете на Телевизија Плюс.